По најавата и рекламите, време е за вестите. Останете со нас и проследете ги. Катастрофална состојбата со откупот и цените на македонското јагне. Килограм жива мера за 130 денари. Јагнето треба да е барем 200 денари. Да издржиме, се пожалија сточарите во Штипско, разочарани од состојбата со откупот која се повторува трета година поред. Потврли откупото со тоа извозот на македонското јагне за католички Божик. Сточарите се жалат дека годинава трговците не пројавиле воопшто интерес. Никој не е ни дојдел да пита за откуп за било што за јагне или па овце да потражи некој. Ни еден не е дојдел. Тие не се задоволни ниту од актуелната цена од само 130 денари за килограм живо јагне, што при скапа сточна храна по 12 денари за килограм јачмен и детелина ги носи далеко од рентабилност. Треба 200 денари јагнето да оде за да обстанеш, иначе ако испод 200 денари автоматски пропаѓаме ние. Одгледувачите на овци состојбата ја оценуваат како катастрофална и сметаат дека се онеправдано и изманипулирани, зашто во месарите јагнешкото месо се продава по 360 денари. Згоре на тоа овчето млеко се откупува по 26 денари за литар, а им доцнати субвенциите за 2016 и 2017 година. Субвенции да даде за јагни, за овците, например, за јагни да даде. Ја по 2 тона давам жива мера јагнешко месо, и на крајата да не можеш да обстанеш. Според официјалната статистика, во Штипско откупот пред празниците траел само 2 дена и при тоа не се откупени повеќе од 2000 јагниња. Најголемиот дел од нив завршиле на италијанскиот пазар. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски денес им подели новогодишни подароци на дечињата од Дневниот центар за лица со посебни потреби и членовите на центарот Порака. Пред новогодишна посета на Штипскиот градоначалник на дечињата со посебни потреби во основното училиште Ванчо Прке, Дневниот центар за лица со посебни потреби, државното средно училиште Иска и центарот за лица со интелектуална попреченост Порака по повод предстојните празници и подели новогодишни подароци и посака добро здравје и успех во новата година. Ми е драго што имам можност во овие предновогодишни денови да им подарам по едно пакетче, да им посакам да имаат успешна 2018 година, да бидат здрави и живи и среќни и весели во наредната година. Домаќините задоволни од посетата на градоначалникот, меѓу другото на денешната заедничка средба потенцираа дека очекуваат заработката да продолжи и понатаму и во реализацијата на нивните проекти. Ја користам можноста да упатам благодарност до градоначалникот по повод дарената донација на новогодишни пакетчиња по повод постоечките новогодишни и божични празници и воедно да упатам благодарност во моје лично име и од името на сите вработени во ДСО Искра. Голема благодарност до градоначалникот на општина Штип, Благој Бочварски, од името на членовите на Порака од моје лично име, што одвои време и внимание за овие лица со посебни потреби, добија пригодни подароци, пакети за новогодишните празници. Се надевам на тамошна соработка, на тамошно дека ќе ги поддржуваат нашите лица, нашите деца и дека во секој време ќе можеме да контактираме со нив и да нашите најголеми желби барем ги оствариме во текот на 2018 година. Меѓусебната соработка меѓу локалната самоуправа, институциите и граѓанскиот сектор како важен сегмент во насока на решавање на проблемите и подобрување на условите за живот на лицата со пречки во развојот и нивните семејства ја истакнаа и од општината. Синоќа го прославија Бабник, а денеска католичките верници слават прв ден Божик. Честитки по повод Рождеството Христово до верниците упати отец Тони Ангелов од Католичката црква во Штип, свето благовештение. Синоќа славивме полнок на света литургија со пофални и радосни песни и антифони, со посебни читања и молитви кои прилегаат во ова време, го прославивме Божик. Се исполни пророштвото кој пророкуваше пророкот Изаија, кога рече: еве девица ќе зачне и ќе роди син и ќе се нарече Исус Емануел, со нас е Бог. Во овие денови
Сите ние сме гласници, пастири, мудреци, сите го навестуваме Христовиот роден ден. Божи како празник на мирот, радоста и љубовта, посакувам на секој човек и сите ние да ја навестуваме, кај што има неправда, да носиме правда, кај што има немир, да носиме мир, кај што има жалост, да носиме радост, кај што има неслога, слога, кај што има навреда, да носиме опростување, кај што има невистина, да носиме вистина, кај што има сомневање, да носиме вера, кај што има очајување, да носиме радост и надеж, кај што има темнина, да бидеме таму светло, кај што има омраза, со нашите дела таму да носиме љубов. Сите да бидеме поврзани во молитва, во која централното место на Божик му припаѓа на Исус Христос, а не нам. Бидејќи Божик без Исус е само празен, обичен, неисполнет празник. На сите што Божик го слават според Григоријански календар, им посакувам пред надсе здравје, мир, радост, љубов. Срекни и благословени Божикни и новогодишни празници, Христос се роди. Честитка по повод празникот Божик до верниците со католичка вероисповед денес упати и градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Ја користам оваа можност за да го нагласам моето искрено уверување дека сите заедно ќе продолжиме да го даваме својот придонес во градењето на просперитетна иднина на општина Штип, каде ќе владее толеранцијата, взаимното помагање и меѓусебното разбирање. Само така, сите заедно ќе напредуваме и ќе остваруваме успеси. Посакувам празниците да ги поминете во кругот на најсаканите, во добро празнично расположение. Вели во честитката градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Еснафите денес го слават својот патрон Свети Спиридон Чудотворец. Рано наутро ги посетија храмовите, за потоа да се упатат и да го прослават празникот како што доликува, со полна трпеза и веселба. Денес православните верници го прославуваат Свети Спиридон Чудотворец. Посебното чествување кон овој светец е од страна на занаетчиите, затоа што Свети Спиридон е заштитникот на занаетите. Со свечена литургија занаетчиите рано наутро во храмовите го кршеа свечениот колач, за потоа да се соберат сите заедно и да слават како што доликува. Регионалната занаетчиска комора во Штип со своите активности допринесува занаетчиите и занаетчиството и посебно старите занаети да не бидат во заборавот на овие простори. Го користам моментот да честитам среќен празник Свети Спиридон, ден на занаетчиите кои го слават сите занаетчии од православната вероисповест. Им пожелувам многу успех во работата и голема перспектива. Комората на занаетчиска комора Штип постои од 2006 година, работи активно и помага на занаетчиите како во регистрација, како во книговодство и сите проблеми кои ги имаат занаетчиите. Берберскиот занаец за мајстор Миле во берберницата на Шеки е животна екзистенција. 35 години. Така, и не бе, што ќе им порачате на занаетчиите денеска? Повеќе се бричат. И да се шишат? Да, бе. Го прославивте денеска празникот? И направите детите од црква? Со кој? Ке се соберете ли денес занаетчиите, че се да го прославите? Обавесно. Обавесно. Инаку Свети Спиридон живеел во 4 век на островот Кипар. Родителите му биле прости луѓе и тој од младоста чубаловци. Кога му дошло времето, се оженил, но наскоро останал вдовец, па целиот свој имот почнал да го користи за да им помага на бедните. Подоцна бил избран за епископ во кипарскиот град Тримунут. Господ го прославил овој чудесен човек со даровите на чудотворството и прозливоста. Откако добро изслужил на црквата, се упокоил во 350-та година. Неговите мошти се пренесени во 7 век во Цариград, а во времето на турското освојување биле пренесени на грчкиот остров Крв.
Здруженијето Отвори ги прозорците денес ја реализираше првата работилница за употреба на помошен материјал во Центарот за аутизам во Штип. Компјутерите се нешто за што овие деца пројавуваат интерес и ним и на нивните родители ќе им бидат од помош во секојдневната комуникација. Здруженијето Отворите ги прозорците денеска ја реализираше првата работилница за употреба на асистиран материјал во Центарот за аутизам во Штип. Компјутерите се нешто за што овие деца пројавуваат интерес и нив и на родителите ќе им бидат помош во секојдневната комуникација, велат од ова здружение. И во нашето досегашно искуство имаме искуство во работа со деца со аутизам, се покажа дека компјутерот и сето она што означува технологија е особено привлечна за овие деца и посебно влијае на развојот на нивната начин, може да биде средство за комуникација, понатаму развој на моторика, развој на оние когнитивни функции кои што вклучуваат внимание, мислење, помнење, се со цел да бидат пофункционални и да можат полесно да се вклучат во, да кажеме, редовната средина во која што живеат. Проектот е финансиран од Министерството за труд и социјална политика во соработка со Центарот за аутизам во Штип и Здруженијето за асистивна технологија Отворите ги прозорците. Во рамки на проектот е работено на неколку сегменти, меѓу кои јакнење на капацитетите на стручниот тим за работа со децата со аутизам. Периодот во кој што работевме, изготвивме индивидуални планови и програми кои ќе бидат реализирани во наредната 2018 година. За реализација на истите добивме технологија која се состои од компјутер на допир, компјутер со екран на допир, таблети, дидактички материјали и слично. Се надевам дека ваквиот начин на соработка ќе продолжи и во иднина. Целта на ваквите работилници, велат од здруженијето, е да се подигне свеста во јавноста и заеднички да се креира една поинклузивна средина за лицата со попреченост, како и унапредување на досегашната работа и практика што се спроведува во центрите за аутизам. Одеме со другите актуалности. Емилија Ефремова е новиот раководител на подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување во Штип. Ефремова доаѓа на местото на Димитар Кереместески. По професија е правник и своето работно искуство го има стекнато работејќи во оваа институција. Денес во фоајето на Центарот за култура Ацо Шопов во Штип беше отворена изложбата насловена "Едноставен пејзаж" на ликовниот уметник Марија Мицова Гацова. Изложбата на куртанчанката Марија Мицова Гацова е представена со 22 дела во техника маслово платно. Насловена е како "Едноставен пејзаж". Таа низ линиите ги доловува облиците на природата, на пејзажот, а повеќе линии, повеќе длабочина говорат за поубави пејзажи. На изложбата има 22 дела во техниката маслена платно. Кога ќе се погледна делата, може да се гледа мојата првична инспирација, тоа е пејзажот што е насекаде околу нас, во нашиот крај. Особено визуалната игра на мултиплицираната аморфна линија. Всушност предмет на моето истражување беше линијата во пејзажот. Значи, во сликите, особено во некои слики, може да се забележи повеќе наслаги. Значи, прво се направени не едни линии, па потоа други, за да се добие длабочина на пејзажот, иако не е прикажан просторот, бидејќи просторот во пејзажот не е предмет на моето истражување, така да на некој начин представувам преку линијата дводимензионален простор. Марија Мицова Гацова низ своето творештво не пренесува едноставно визуелни репрекурсии, туку концептиран пејзаж изразен преку референции или индиции, пе што се ограничува на сноп од вертикални линии кои кај неа ги евоцираат елементите на недобрената природа. Инаку изложбата на Марија ќе биде изложена во фојето на Центарот за култура Ацо Шопов 10 дена. Се одложи за денес предвиденото тестирање за прием на вода до Штипската филтер станица, која требаше да ја испорача хидросистемот Злетовица, информираат од јавното предпријатие ИСЕР.
На денешниот состанок меѓу одговорните во ИСАР и представниците од Злетовица била договорена само динамиката на планот за тестирање. Почетокот на пробното тестирање е закажано за утре во 7 часот. Резултатите од тестирањето ќе се знаат за најмалку 2 до 3 месеци, кога се очекува да заврши тестирањето, а во меѓувреме се очекуваат резултатите од анализите за квалитетот на водата за пиење. Пред минутите предвидени за спорт од МВР оваа информација. Кривична пријава за поранешниот градоначалник на Кочани. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кочани поднесе кривична пријава против РД, 61 годишен од Кочани, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот како градоначалник на Кочани од декември 2013 до април 2014 година, без претходно донесена одлука од Советот на општина Кочани за субвенционирање на градскиот превоз на подрачјето на општина Кочани, склучил договор за вршење на јавен градски превоз за пробен период со Автоатом до Кочани, врз основа на кој што за секој продаден билет на превозникот општината субвенционира половина од износот. На овој начин, пријавениот му овозможил на Автоатом Кочани ДОО да се стекне со противправна имотна корист, а го оштетил буџетот на општина Кочани за 3.690.000 денари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Значаен јубилеј прославуваат радиоаматерите од Штип. Радиоаматерскиот клуб Никола Тесла од Штип со свечена седница го одбележа јубилејот 70 години од неговото формирање. Со релативно стара опрема и лоши просторни услови, но со добра локација, со извонредни импровизации и технички иновации, штипските радиоаматери постигнаа одлични резултати и повеќе светски рекорди. Радиоаматерите на Никола Тесла Штип достојствено и гордо со свечена седница го одбележа својот јубилеј 70 години од формирањето на нивниот клуб. Јубилеј достоен за почит и во кој период се постигнати врвни резултати од многумина нивни членови. Радиоклубот обстојува веќе 70 години, значи почетоци се некаде од 1947 година, па се до ден денес постигна големи резултати и понатаму се надеваме дека со помош на останатите во овој град ќе продолжиме со успесите кои ги имаме и до сега. Некогаш југословските простори обстојувањето на вакви клубови беше од особено големо значење при оние елементарни непогоди. Како се чувството од една временска дистанца на ова современа технологија да обстојувате? Во секој случај така е, технологијата оди напред, имаме многу други средства за комуникација, меѓутоа радиоврските остануваат единствени во одредени моменти на кризи, одредени моменти на непогоди временски, кај што може да се воспостават врски кои што не може на друг начин да се воспостават. Така имам голем број примери да радиоаматерите во светот се помогнале во многу хуманитарни акции, во многу, да не кажем, конфликти и војни за наоѓање на ишчезнати лица и така да и денес оваа функција ја има радиоаматеризмот. Нешто за активностите рековте, меѓутоа еве да прошириме оваа тема. Знам со сигурност дека на време одржувавте на традиција одење на оној светски аматерски фестивал во Фридрихсхафен. Дали тоа се уште трае? Значи, ние сме учесници, редовни учесници на соборот во Фридрихсхафен, учествуваме и на други собори на радиоаматери. Во последно време малку не да сме го запоставили, ми не можеме да присуствуваме неколку години назад заради немани финансиски средства. Знаете дека ние се финансираме единствено од нашата членарина и евентуално спонзорство, одредени донации од фирми или установи. Значи се на база на самофинансирање, средствата кои ги собираме се толку минимални кои што едва стигнува за редовно работење на радиоклубот. Од името на Радиоаматерскиот сојуз до Македонија, присутните ги поздрави председателот Милко Котов, кој уште од мали нозе па се до факултетска возраст ги минал како активен член на Штипскиот радиоаматерски клуб и за кого го врзуваат пријатни моменти. Во услови на немање на ученици, помагала, средства и со дотрајана стара опрема, намалиле интересот кај младата популација за радиоаматерството во Штип.
Черновите се горди што и во такви услови обезбедува средства да присуствуваат на светски фестивал во радиотехника во Фридрихсхафен, Германија, каде разменуваат мислење и искуство и го следат сајмот на најновата технологија која е им мислена именка за нив. Но затоа пак со воските пристапуваат радиоаматорите од развиените земји, кои пак им честитаат за светски постигнатите резултати постигнати со старата и дотрајана опрема. Возак е благодарност за успешната соработка, како за доделувањето на материјална и финансиска помош во текот на досегашниот период од името на клубот на заслужни поединци, организации, спонзори и донатори им беа доделени признанија и благодарници. Фудбалскиот клуб Галос од Штип го одржа првиот новогодишен турнир на кој се одиграа повеќе ревијални надпревари, а на сите дечиња им беа подарени новогодишни пакетчиња. Под раководство на тренерите Иван Варадиновски и Мијалче Проше, веќе неколку месеци работи фудбалскиот клуб Галос од Штип. Околу 80 дечиња ги учат почетните чекори во фудбалската игра, тренирајќи во спортската сала на основното училиште Ванчо Преке. Клубот постои од септември, 1 септември започна со мојот колега Иван Варадиновски, го формираваме клубот. Он е уште активен фудбалер, јас сакаше да пренесам едно искуство од Бугарија и така започна целата оваа нова иницијатива. Кој возраст и категорија на деци ги тренират и колку се на број? Категорија на деци имаме 2003, од 2003 до 2011 се најмалите. Колку сте? Се вкупно меѓу 85 и 90 деца. Како работи школата до сега? Дали држувате контакти со други екипи, дали меѓусебно игра? За сега само меѓусебно. Имавме таква иницијатива да поканеме два тима од Бугарија, мои колеги, што работиме заедно, ама и организацијата дојде малку понапред со време, не можеме да се организираме како што треба и вај прв новогодишен турнир беше само за членови на ФК Гаус. По секој одигран надпревар, малите фудбалерци ги добија пригодни дипломи, а на радост им немаше крај откако ги добија новогодишните пакетчиња. Инаку вратите на клуба се отворени, сите заинтересирани може да се заченат во фудбалскиот клуб Гаус секојдневно во вечерните термини од 18 часот и 30 минути до 19 часот и 30 минути во салата на основното училиште Ванчо Преке. Тренерите до месец март ќе се изведуваат во сала, а потоа ќе се тренира на некој од отворените фудбалски терени во Штип.